И од новите амандмани на ВМРО ДПМН нема решение за специјалното јавно обвинителство, иако Викендов опозицијата го прати предлог текстот за Министерството за правда е неприфатлив. Велат клучните разлики повторно остануваат, идниот статус и функционирањето на СЈО, каква ќе биде судбината на почнатите постапки се главните разлики. Материјалите не беа во согласност со европските препораки за отворање на преговорите. Разговорите ќе продолжат. За владеачката партија, ВМРО ДПМН преку амандманите бара амнестија за партиските функционери. Мислам дека е време и апелирам и Гордана Силјановска-Давкова да покаже на вистина дека се залага за воспоставување на правната држава, да седне да поразговара со Христијан Мицковски и да го донесеме овој закон за јавното обвинителство со консензус. Опозицијата тврди дека од Министерството за правда е занемарено договореното. Она што е испорачано од ВМРО ДПМН, она што се базираат ставовите и предлозите и амандманите, ако сакате, и било која комуникација понатаму, се сведува и во себе ги содржи овие три принципи. Произлегува од трите принципи кои што бевме договорени дека ќе се почитуваат. Опозицијата неофицијално ги испратила и веќе одбиените амандмани. ВМРО ДПМН во дел од нив со предлог СЈО да биде дел од обвинителството за организиран криминал и корупција, а мандатот да трае додека имаат тековни судења. Барат и постапките од бомбите да не можат судски да се процесуираат. Ги оспоруваат предметите по 30 јуни 2017 година и дека се против СЈО да ги презема истрагите од преостанатите обвинителства. Ова го содржи во предлог законот за јавно обвинителство, ама по критиките на ВМРО ДПМН, преговарачките тимови на власта и опозицијата во обид да најдат заедничко законско решение за СЈО, а законот е клучен услов за добивање датум за преговори за влез во Европската Унија.